Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, издание кое што во оваа работна седмица во денот четврток, како и минатата седмица, впрочем го посветуваме на еден серијал кој што вие одлично го прифативте на нашата програма, наречен Заборавени. Многу мина повеќе го памтат по продукцијата која што го продуцира серијалот, односно Мариово Film Production. Минатата недела, минатата седмица во четврток разговаравме со новинарот документарист кој што зборуваше токму за патешествијата лично негови до почетокот се до создавањето на Заборавени и нешто кратко начнавме околу Заборавени. Но главните личности кои што се одговорни за создавањето на овој серијал се токму Зоран Костевски Шваца како новинар документарист и фотографот Лука Суша. И денеска и двајцата ни се во студиото и ќе разговараме токму за тоа како се подготвува серијалот Заборавени, а се емитува на 24 Вести телевизија. Добар ден. Добар ден. Добро ве најдов. Како сте? Школема на Бога, одлично. Добро е. Еве, како што рековме и минатата недела, Си го исполнуваме ветувањето. Точно така, тука со нас е и Лука Суша, мој колега, по години постар, 5-16 години, а инаку по кариера исто така постар. Мораше да каже Така. дека сте постар, така? Така. Да. Секогаш истакнува. Мора. Да. Тој е виновникот што овој еден од виновниците што репортажите Заборавени преку продукцијата Марио Филм одат програма. Тој е еден од виновникот што да патуваме заедно 20 години низ Македонија и еден од луѓето кои што учествува активно во припремата на емисијата на серијалот Заборавени на било кој документарен патепис. Еве, јас би кажал, би му дал некој избор да каже тој. Така, кажете ми, господине Суша, што е она што најмногу ве привлече конкретно да работите заедно со Зоран Костевски Шваца? Сакам прво да би се заблагодарам за идејата што сакавте да ни ја примите документарни емисии ние што ги правиме. Така. Ја и Зоран се запознавме пред доста години. Имавме некоја слична идеја за работа и таа работа ја поклопивме јас со своите фотографии со снимање, а Зоки со свој текст и со свој нараторски влез во селата, он како што знае, ми се бенди се и почнавме тоа да го работиме. Еве го работиме веќе долги години, имаме зад себе доста материјал и сега овој материјал го пуштаме на етер да се гледа. Така, Зоран ни спомена минатата емисија дека имало доста не проблеми да речеме, но неготување од страна на другите медиуми, на другите телевизии за емитување на материјалот. Мене ме интересира во вашето искуство, настрана од она што ни го спомена и Зоран, колку реално македонскиот медиум, не само телевизискиот, пишаниот, радискиот, се заинтересирани за ваквата тематика на која што вие работите заедно со Шваца? У момент кога ќе му понудиш на некој, тоа ич не му интересно. Меѓутоа, кога ќе поминат 10-15 години, ми доаѓат, ми се јаваат, вика, Суша, да немаш ти некои слики од нешто, се сеќам, ти беше негде, некаде, викам, да, имам. Многу ни фалат, ни требат. И затоа, по вија медиуми, документаристика многу не се негува. И ако се негува многу слабо. Ја и Зоран имаме една богата архива, доколку неколку илјади касети, неколку десети стотини илјади фотографии, снимени од манастири, од стара архитектура, од природа, од некои места што се не само заборавени, него више ги нема. И сега полека ги ставаме на гледање. Планираме да издадеме електронско списание исклучиво со такви работи. Одлично. Знам дека интернет страница имате направено. Да, имаме портал, интернет страница. mariofilm.mk. Сакаме Да, морам да кажам, само се извинувам што ја прекинувам, од минатата емисија кога разговаравме токму за интернет страницата, корисниците на социјалните мрежи, особено оние од Твитер, не од Фејсбук, ми испратија пофални зборови за интернет страницата и за тоа дека сме им ја откриле, дека постои. И поздрав до твитерџиите кои што се заинтересираат токму за интернет страницата. И морам да ви кажам дека бев особено изненаден бидејќи тоа доаѓаше токму од млади луѓе кои што се интересираат за тоа, иако важи некое стереотипно мислење дека младите кај нас едноставно не се заинтересирани за документаристика, за слични работи, заинтересирани се само за серии кои што се произведуваат на исти начин секогаш.
Зоран има и обработено неколку, мислим, преку 1000 и кусур села. 1980. И за тоа има и текст. Сега тој текст го работиме у аудио верзија, да ги понудиме и на радио станици, на Одлично. такви медиуми, да може и на тој начин да се запознаат со приказни на селово, со историјат на селово. И на крај планираме, тоа ни е веќе во некоја фаза, првите 100 села, со фотографии да издадеме една книга, монографија Одлично. за тие македонски села. Па сега ќе видиме Здравие, Господ, што се вика. Така е. здравле, што ќе биде. Зоран, кажете ми конкретно кога веќе разговараме, да, во однос на материјалите, например минатата емисија додека разговаравме со Шваца, се емитуваше Селото Зрзе. Да, се емитуваше Селото Зрзе, оваа емисија го одбравме Гари. Гари, Така, во соработка со тимот наш, одлучивме тоа да биде Гари, така што додека разговараме, слободно може да ви емитуваат од држијата инсерти. Кажете ми, по што се разликува, доколку има воопшто разликување, серијалот Заборавени од претходните, да речеме, снимања? Значи, каде повеќе се концентриравте, на кои села, кои региони, или не се концентрирате на одредени региони во одреден период? Реално кажано, не се концентрираме нашите патешествија низ Македонија, одат низ цела Македонија. Инаку може интересно и многу пати, многу мина не прашуваат мене и Лука, како ги наоѓате овие наши села, како ги стасувате да направите сценарио. Не, воопшто, како ги разбирате селата? Има села кои што човек вистина нема ни слушнато, освен таму регионално што си го знаат селото. Па кога патуваме, кога одиме, зборно место во секое село е сред селото. Или пак зборно место... Се уште ли важи тоа? Се уште важи. Така. Зборно место е пазарниот ден во градот. Пример, во Прилепе се е во среда, сабота, во Куманово пазарот е во среда, овдека добитоше пазар, да речеме во вторник е овдека во Трубарево, и тука се луѓе од село. Таму не препознаваат. Било мене, било Лука, и ќе ни кажа, дојдете во селото, ајде да речеме Петралица, ќе ни дадат име и презиме, број телефон и ќе им кажеме ние доаѓаме таму. Многу мене не прашуваат како го правите сценариото. Да, бидејќи Верувајте ми, сценариото го правиме таму во селото. на самото место. На самото место, автентично. Многу поубаво е кога без така да речеме пишен збор, ќе се отвора душата самите мештари, самите жители кај што снимаме селото Гари, отидовме баш за Водици и успеавме да снимаме еден адети обичај пред фрлањето на крстот. Кога се пречекува, кога стариот го кум го пречекува идниот нов кум, сето тоа го снимавме и остануват еден документарен запис кој што ќе остане на генерациите кои што доаѓа. Така. Има одредени Меѓутоа ќе ви кажеме една друга работа, дека припремата за емисијата со Лука ја почнуваме рано на утро, уште 5 часот, тренуваме. Машала. Затоа што селаните наши таму стануваат во 4 часа, во 7 мора да бидеме таму. И уште попатно кога одиме, не губиме воопшто време. Се тоа на што го одиме по патот, било со неговиот фотоапарат, било со камерата, сликаме. Се тоа нешто го одиме, што го работиме, го сликаме. Да, некогаш и самиот пат до самото село е доста импозантен за фотографирање и за архивирање. Среќаваме жители кои што се одат попатно пешки, се среќаваме со жители кои што ќе не прашаат, слушај, рече, Бука ќе го праша, случајно рече некои две крави или две кози или јадина да не видовте, и се него му избегали од дома. И тука ќе одма камерата ја кучуваме историјата, приказната ја наоѓаме. Дури нашите гледачи кои што ги пратат емисиите на телевизија 4 имаа приметено дека типично селата ги снимаме патеписите во полето, по патот. Пред да влеземе во селото. Најавата таму е. Сакаат ли селаните да раскажуваат, да зборуваат пред камера, бидејќи овде граѓаните, да речем, така бегаат од камери, па оттуѓени се од комуникација, од раскажување приказни, за разлика од нив, по она што имам и гледано и по серијалот, луѓето, например, селаните си сакаат да си раскажуваат, да пренесат знаење, да пренесат она што го паметат од нивните предци. Така. Може е битно што рече Лука, ние кога одиме таму по селата с некако нивни сограѓани. Така. Не пречекуваат. И луѓето велат вака едно. Сполајмо на Бога, се крстат, сполајмо на Бога попот, пошто брада носи, Лука. И колку пати ве помешале со поп? Доста. Тој поп ја клисар. Сне биле рече го и старосвати, меѓутоа не онај законски него сне биле и на парастоси, и на погреби. На се што е адет. Меѓутоа знаете што велела вака едно.
велат дека вие сте првите што доаѓате во нашево село, не реченајќи ги оние политичарите кои што доаѓаат само за избори. Добро, и кои има што села се- каде што и ни вика- таму не одат. И точно така. Има доста. Да. Па вие да ви кажам реално некаде ни се случува да одиме и пешки. Да одиме и пешки. Не оди возило. Едноставно нема. Не оди возило. Има возило, идеме до едно место, возиме док гледаш дока има пат. Еднаш ни се деси Село Кајња беше. вода некоја огромна дојде, мост преплавен да. со вода. Ја му викам, Зоран, излегој ти од кола, преоѓај мост, ако ти издржи, јас со кола поминуем. Он помина преко мостот. И тоа се допе на ветка, на Да. гранка, да да И видиш каде си. добро Да е, помине. го поминавме. И тоа Мостот тоа беше према Псача. према Опила. Да, баш кај што поминува пругата, тие се уште стоат пруга, овие да. тие овие бетонските мостови со метри во должина и не фати една олуја, а има еден друг случај во село Дреново беше. Дреново, Прилеско да, го пропаднавме. да. Пропаднавме со сите четири тркала, нема излегувај. И дојде, знаете што не излекува? Со трактор. Со што друго? И тоа Со друго не ни може да ви излечи човекот И со тоа- Али трактор. пази, дојде трактор, има преко 2-30 километра. Да. Од место од Настан Кавадарци, се јавив да. у селово. од село Шивец, од Кавадарци, 25 километра. Во такви ситуации, во такви незгоди кога ви се случувале, ви излегувале или селаните секогаш во Да, пресмет? и тоа ни е снимено. Да. Тоа го снимаме, додека тој се одлично, мачи, тој се мачи во калта влегува. Па да се искористи ситуацијата и автентична е. И уште овај пубава работа, кога не излече човекот, тракторот немаше овај го светло. И му угаси трактор, после ние го лече да запали. Тоа невидено приказна, невидена Секој приказна. секој себе Со си помага да. секому. А беше најубаво кога отидовме дома кај него. Па седнавме, го зимно време беше, па седнавме, па ракиќе. И тоа добро зимно време, Да. заледено, Да, снегови. па ракиќе, па песна. Па да се загреете, па да. И од тога во 11 го вечерта си тргнавме, калливи сите, ама радосни сите задоволни. Имате ли слушнато, на пример, еве кога веќе споменавте песни, со оглед на тоа дека има за одредени села, на пример, хроничари кои што имаат направено книги за своите села, за луѓето кои што живееле таму, но има за одредени села за кои што нема никакви податоци, освен тие кои што живеат во самото село и имаат по 90-100 години, на пример. И од таквите веројатно ги црпите информациите. Има ли одредени села кај нас каде што сте слушнале некоја песна која што воопшто не сте ја слушнале предходно? Има. Да ги ставиме овие ново создадени села. Не, зборуваме за баш она фолклорната, Има. изворната. Има една песна, освен она што е попат од запад, баш што е пеана. Има за село Долнени, оти до село Долнени де, тамо се најдов едно косено де, на сено велам веј ми се сено косено де, како што се вее млад јунак де за девојче селанче. Таа песна за Долнени, општината Долнени, ја пеат, ние отпеа и дури да ти кажам право на мојот дедо, сега веќе покоен кој беше жив, му ја кажа, веќе па ова ние јас се свирев на гајда. Значи, го има и тоа, го има. Да, особено сигурно се исполнува на фестивалот на пецата на Српски гајди. Да, во Долнени, да. Значи има кој што, знаете што, ја едно бе рекол дека во тие илјадници ленти кои што сега ги имаме во дигитализирана форма, јас себе со Лука и Лука ќе се сложим, ги покануваме што се нашите музичари, композитори, да не посетат, нека одберат, нека обработат, Така да се обработи. нека направи ова го се вика речи. Бидејќи ете 10-15 песни што ги знаеме сите, ги знаеме, сега да видиме што има друго. Оти ова наша држава е богата Да. со културно наследство кој што само чека да биде откриени и оставени на генерациите. Меѓутоа едно велам дека додека не држи здравјето со Лука, ќе одиме по А машала гледам ве држи. Да. Ајде да направиме пауза за реклами и ќе се вратиме во студиото. Океј.